Господине Петровски, откако објавивте едицијата посветена на злосторствата на УДБА, се крена голема врева во јавноста. Очекувавте ли толкова внимание? Се разбира дека да. Долго време работам на оваа проблематика. Без малку 20 години од мојот живот сум во допир со ваква проблематика уште од времето на протестите 97 година, кога практично и ми е отворено едно вакво досие, како вие 202 досија кои што ги објавивме во оваа едиција. Така што подоцна и како пратеник работев на оваа проблематика и преку Комисијата за контрола на тајните служби, но и по отворањето на досијата со законот кој што го донесовме во 2000 година. При тоа тогаш и дознав дека и јас имам досие, со што подоцна се занимававме и како партија, откривме дека и партијата е следена во досието Темел, досие кое што за несреќа беше уништено, односно беше направен обид да биде сокриено од историската наука и од македонската јавност. Но по сплет на околности сите овие настани се поврза со мои активности во Државниот архив, каде што по 2002 година се ставени овие досија на трајно чување и се при тоа декласифицирани, што значи се препуштени на научни истражувања и на историската наука, за да може од нив да се извлечат одредени поуки. И тоа беше и идеја на оваа едиција, да ги објавиме класифицирано, средено во неколку тома, поточно во 9 тома, за да се види големината на проблемот, да не речам на злосторот, да се види дека веднаш по 45 година почнале да се оформуваат досија за сите кои што не мислеле исто како системот, но и за македонските патриоти. Секој што имал поинаква визија за Македонија од она што била насилно наметната, бил ставен на листа за отстрел, односно било отворено досие. Па така во 65-та имало 137.000 досија, од кои што денеска имаме само 15.000. Останува енигма каде се над 120.000 досија, најмалку над 120.000 досија, кои ги уништили и зашто ги нема во Државниот архив. И тоа не зборуваме за досијата на македонците кои што се на Голиото, каде што има најмалку 1000 македонци, кои што исто така сите до едно се уништени, а изворно знаеме дека по 65 година се донесени во Македонија. Така што, нафаќајќи се на оваа едиција, ние практично знаевме колку е голема темата, колку работи се ден денеска неразјаснети, колку теми се уште се опасни за дискутирање, колку е опасно и за секој еден што учествува. Меѓутоа, интелектуалниот и научниот порив и желбата за истражување на вистината, како и за деконспирирање, односно демистифицирање на македонската историја, кај мене и кај мојот тим преовлада, и ние направивме оваа едиција која што мислам дека допрва ќе ги менјава историските магистрали за поновата македонска историја. Така, информацијата што предизвика најголемо внимание дека биле следени симпатизери или членови на ВМРО ДПМН и 10 години по независноста на Македонија, односно речиси до 2000 година. Како гледаш на тоа? Точно е тоа. Точно е. Службата продолжува да работи и по одвојувањето на Македонија, носењето на демократски устав и влегувањето во демократски повеќе партиски модел, парламентарната демократија станува начин на функционирање, но не е само воведувањето на повеќе партискиот систем она што ја одликува Македонија тогаш. Со тој систем практично станува забрането да се нарушуваат човековите права на ваков начин и со вакви димензии. Поединци, видни поединци, основачи на ВМРО, незини оперативци, значи луѓе кои што се занимавале со теренска работа, кои што ја воспоставиле инфраструктурата на терен, како и самата партија, седиштето на партијата, председателот на партијата, видни членови на извршниот комитет на партијата, подмладокот
и сите други структури биле на мета на тајната служба. Очигледно е дека тајната служба продолжила да работи во интерес на тогашната номенклатура на власт. И очигледно е дека тогашната номенклатура на власт ги користела услугите на тајната служба како да се едно и исто, што не било дозволено. За среќа, сочуван е фрагмент од досието Темел, тоа е оно досие за следење на партијата ВМРО ДПМН. Тоа досие не е официјално предадено во Државниот архив, ами беше предмет на парламентарна комисиска расправа во 2001 година на мој предлог. Јас тогаш барав Комисијата за заштита на човековите права и слободи да се произнесе по овие прашања, при што официјално го однесов на разгледување тој материјал кој што ми беше доставен од Доста Димовска. Жал, таа повеќе не е меѓу живите, но сведоштвата кажуваат од моите разговори со неа дека таа ми спомна оти тоа е само дел од материјалите. Денеска, откако сите материјали се предадени на чување во Државниот архив, ќе очекувавме дека целото тоа досие треба да биде дел од историјата, дека би требало да може да се најде тука, но не е така. Пардон. Значи, тоа повлекува еден сомнеж кој досието го уништил или сокрил, може би не е уништено, но не е во Државниот архив, и зошто го направил тоа. Се поставува прашањето, што друго имало во тоа досие? Се поставува прашањето, колку луѓе биле ангажирани да го формираат тоа досие? И најсетне се поставува прашањето, кој од политичките врвови во тоа време го авторизирал тоа и за какви потреби. Оно што е најчудно е дека во 1998 година на власт доаѓа ВМРО ДПМН, јас станав тогаш пратеник. Прв пат се формира десничарска влада, но следењето продолжува. Тогаш е министер господинот Павле Трајанов. Тој вели дека такво нешто немало, документите покажуваат дека имало. Првенција од ВМРО ДПМН од инфраструктурата низ Македонија се следени и по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт. Најголемиот дел од тие досија се затворени по завршувањето на мандатот на господинот Трајанов и доаѓањето на Доста Димовска за министер за внатрешни работи. Ова се вака мощни, чудни и индикативни појави. На мене ми укажуваат на една системска неспремност на ВМРО ДПМН во 1998 година да навлезе поспремно во службите. Имено, 4 месеци по доаѓањето 1998 година на власт на ВМРО ДПМН, шефот на тајната служба беше од претходната гарнитура. Подоцна доаѓа господинот Бојан Бојановски. Може би треба и него да го прашаме зашто се следени членови на ВМРО ДПМН. Но како и да е, факт е од досијата кој што е проверлив, ние ги чуваме оригиналните страници, и оригиналните страници се објавени во оваа едиција на кој што нема интервенција. Значи, да беа прекуцувани или преработувани документите, тие можеа да бидат оспорени дека тој што прекуцувал можеби намерно правил грешка во датум и така натаму. Но станува збор за оригинални документи кои што може да ги провери секој кој што сака, па дури и вештаци. Така што ги оценувам за комични изјавите на господинот. Можно ли е следењето да било без дозвола на највисоките структури на МВР, конкретно на министерот? Тоа е уште пострашно. Ако министерот не знае што се дешава во тоа министерство, односно во тајните служби, тоа значи дека тајните служби или работат сами за себе, или имаат друг газда. Тоа се покажа во примерот со Верушевски од предминатата година, да практично имаме случај на интервенција од странски служби кои што пенетрираат во оваа служба и за одредени финансиски средства вработените кои што би требало да ги
да ги чуваат македонските национални интереси, ги преземаат и ги користат за своји потреби. Но ако било така да министерот не знае, тогаш покажува дека се работи за некомпетенција. Во јавноста е начнавте идејата за формирање на специјално обвинителство кое ќе работи на случаите поврзани со следењето на УДБА. Може ли Македонија подготвена ли е за такво нешто, за едно специјално обвинителство? Повеќе мислам дека треба да биде специјално оделение во веќе официјалното, односно државното обвинителство. Јас сум легалист, мислам дека нема потреба да се прави нов орган надвор од утврдените органи кои што државата ги има. Ако се формира едно такво оделение, тоа треба темелно и сериозно да ги проучи овие страници кои што ние ги чуваме, но и да се позанимава да обезбеди докази од сведоци кои што се уште живи. Има многу спорни моменти кои што укажуваат на тоа дека се нарушени човековите права. Тие се кршени масовно во долг период. Има сомнителни смртни случаеви во Македонија и надвор од Македонија. И имате, како што знаете, масовни гробници за кои што никогаш немало истрага. Еве ова што е наводно од 7 јануари 45-та. Никогаш немало официјална истрага кој, зошто и како ги направил тие ликвидации. Многу време е поминато, меѓутоа тоа се злосторства кои што не застаруваат и мислам дека треба како држава официјално да им се посветиме и да побараме одговори како еден систем кој што од 45 до 90 година функционирал, се справувал со своите наистомисленици, но според документите што ги имаме, истиот систем продолжил најмалку до 2000 година исто така да делува внатре во Република Македонија. Препознаваш ли делување на инсталации на УДБА во денешните протести, да речеме, на шарената револуција на Сорос? Може ли да се пронајде некаква поврзаност? Не знам дали може да се направи генерализација во смисол инсталација на УДБА, но она што го имам како познавање за луѓето кои што се појавуваат како моќници во времето на владење на СДСМ, односно како инфраструктура која што е градена долги години во рамките на тајните служби или во соработка со тајните служби преку кодошење и омаловажување и дискредитирање на неистомислениците, од дел од ликовите кои што денеска ги гледаме во пред 90 година се занимавале во своите области со кодошење и со дискредитирање за сопствена корист, што значи дека напредувале затоа што биле блиски или соработници на тајните служби. Македонија се соочува со еден феномен. Ова инфраструктура која што до 90 година беше соработничка структура на тајните служби, денеска е буквално мигрирана, поместена во крупниот капитал, во медиумите и во невладините организации, како и во политичките партии кои што произлегоа од тој систем. Така што, ако порано беа само соработници на тајните служби, сега се веќе инфилтрирани во сите пори на општеството, ама се представуваат како демократи и имаат нов газда, а газдата е од странство. А голем дел може би се нивни деца на тие што биле соработници на... Апсолутно, не само деца и внуци. Тоа е таа една линија која што работи на исти цели од 45 година. Со тоа што историски од 45 година работеле да го уништат македонизмот, секој што имал различна идеја, кој што ја гледал Македонија како независна и посебна држава или како обединета од пред 13 година и поделбите, тој бил државен непријател, затоа што тогаш му биле верни на Белград. Официјалната белградска политика е нешто сосема поинаку од сваќањата на овие македонски националисти. А после 90 година во соработка повторно со други странски центри на моќ работат на тоа да инсталираат различен диапазон на интереси. Едните работат да се промени, да биде небитно името на Република Македонија од тие се граѓани. Другите работат на инсталирање на
вредности кои што ги представуваат како граѓански, но кои се сосема далечни на типичното и нормално македонско општество и семејство, преку инсталирање на разни ЛГБТ и други маргинални групи како мејнстрим во општеството, всушност сакаат да внесат тотален хаос и една концепција која што е апсолутно небитна на обичниот македонски човек да ја направат како класично и најбитно прашање. Трети, работат на промовирање на двојазичноста и на федерализацијата. Значи, тоа е една структура на која што не е битна здрава македонска нација, на која што не е битна здрава македонска држава, туку имаат нов газда кој што во рамките на своите проекции сака да направи слава македонска држава од некакви граѓани, а не и македонци. И затоа мислам дека е многу битно да преку овој континуитет од 45 година, преку овие документи, ги лоцираме и сватиме дека се работи за луѓе кои што имаат своја агенда, не случајно го прават тоа што го прават и всушност на овој начин македонското општество да стекне и одредена појасна слика. Така. Се наближува терминот за одржување на изборите. Сметате ли дека по две одложувања конечно на 11 декември ќе имаме избори или повторно СДСМ подпомогнат од странскиот фактор ќе се обиде да ги одложи изборите? Оно што го гледам од страна на СДСМ е дека воопшто посебно јасно им е дека ќе ги загубат изборите. Сите релевантни истражувања покажуваат иста разлика како и во 2014. Тие се обидуваат да создадат една перцепција дека изборите во 2014 биле наместени со 500.000 фантомски гласови, но целата процедура која што беше насилно наметната однадвор со Пржинскиот договор и меѓу која посебно чистењето на избирачкиот список покажаа дека не постојат фантоми. Оние што се појавија како спорни записи во избирачкиот список, 90% се поврзани со албанци, кои што или се насилно доселени 90-те години, или се надвор од Македонија и има двојно... Да, но тие нема да влијаат на македонското гласачко тело. Но има двојно или тројно државјанство и тука го заземаат бројот за да се поместува, односно да се исполнува процентот од 20 на албанското малцинство, со што нели би се одржувал жив рамковниот Охридски договор. И практично се покажа дека се она што беше тврдено беше теза дека е фалсификување на изборите падна во вода. Паѓањето во вода на Заев и на неговата дружина им покажува, им става јасно до знаење дека ќе ги загубат изборите. Тоа што го гледаат пред себе како невиновно губење, за нив значи дека мора да ги одложат на некој начин изборите. Но сега се обидува да продадат приказна дека власта сега сака одложување на изборите. Што знаете што, ние уште и на 24 април сакавме избори, па сакавме на 5 јуни, па се договоривме за 11. Мислам, и малите деца веќе знаат дека американскиот амбасадор врши притисок на Уставниот суд да се поместат изборите. Инволвирањето на странскиот фактор оваа година е така агресивно и така недипломатско што самите себе се доведоа во незгодна ситуација да бранат една опција која што е губитничка, опција која што заговара двојазичности во Прилеп и во Струмица, една опција која што вели дека треба да ја виткаме кичмата, една опција која што преку Чауши сличните на него е поврзана со криминалното подземје и така натаму и така натаму. Може би тоа му се допаѓа на некој амбасадор, но македонскиот гласач, оној гласач кој што 25 години ја следи политичката сцена или во меѓувреме станал гласач, но има своји родители со кои што традиционално, конзервативно разговара во своето семејство, тој македонски граѓанин знае како стојат работите. И сосема му е јасно кој е Заев и кој е СДСМ. Така што ми се чини дека е неминовно
да ги одложат изборите, оти на друг начин ќе ги загубат. Господин Петровски, ви благодарам за разговор. Добро.